Градоначалникот на градот со истото ветување од лани. На денот на пожарникарите Петре Шилегов повторно им вети 4 нови противпожарни возила. Завршена е постапката за определување на 4 нови возила, како вид да купиме. Чекам да се завршат разговорите за потребите каква скала да купиме со цел да конечно противпожарната бригада добие 4 нови возила и една нова поголема скала од оваа која што денеска овдека ни ја демонстрирате, и тоа е нешто што ќе го започнеме до крајот на јуни оваа година. Изминатава година беа вработени 19 пожарникари од 50 ветени. Градоначалникот Шилегов вели дека немало доволно ресурси за повеќе вработувања. 20 заради тоа што не успеавме да обезбедиме поголеми средства за блок дотации, 50 обезбедивме за оваа година. За нормално функционирање на територијалната противпожарна единица во Скопје, како најголема ваква единица во државата, потребни се најмалку 260 до 270 пожарникари. Шилегов ветува 50 нови вработувања, но не одговори дали ќе има покачување на платите во овој сектор. Височината на платите зависи од блок дотациите, бидејќи тоа се блок дотации кои што градот ги добива од централната власт, што значи тој процес ќе иде паралелно со зголемувањето на платите во остатокот од државната администрација. Противпожарната служба во Скопје треба да брои 385 пожарникари, а во моментов таа располага со 190 обучени оперативци, кои со новопримените достигнува бројка од 209 пожарникари. Почнавме со набавка уште од ланската година. Годинава сме во процедура на ПП опрема и арматури. Чекаме да добиеме и во текот на оваа година да ги добиеме возилата, кои што ги најави градоначалник. Возниот парк на бригадата за противпожарна заштита на град Скопје го сочинуваат 50 на возила. Од нив најголем дел се возила од 1973 година, кои се уште се во возна состојба. Дел од нив се наменети за гаснење пожар во урбана средина, за пожари на отворен простор и за пожари во приградските населби. Последното возило што е купено од град Скопје е од 2005 година.